Господ Исус Христос ги има сите божествени својства. И бидејќи според се е Бог и Господ, во Него треба да веруваме и да го почитуваме, исто како што веруваме и го почитуваме Бог Отецот. Живејќи со вистината дека Исус Христос е Бог и Господ, Црквата оваа вистина еднаш за секогаш ја вообличила и неизменливо ја изразила во 6 членови на Никеот цариградскиот символ на верата, кого што ние православните христијани секогаш го држиме, веруваме и исповедаме, го читаме особено на светата литургија. Ако Исус Христос бил само вистинит Бог, но не и вистинит човек, тој не би можел на реален начин да влезе во историјата на човештвото, ниту да значи за човекот она што сега значи. Ако не бил вистински човек, човек со разумна душа и тело, Господ Исус би останал надвор од рамката на човечкиот живот и историјата и со право целото запишано и незапишано предание за него би било прогласено за мит, а тој вброен меѓу митолошките суштества. Единствено со телесната, опиплива човечка реалност на својата личност, Господ Исус можел да го создаде новиот завет, да се јави како вистински одговор на сите прашања на човечкиот дух и да остане за луѓето незаменлива вредност и единствена утеха. Ако Господ Христос не бил човек, не би постоела евангелската историја. Само од физичката, човечка стварност на Христовата личност потекнала и постојано истекува историската стварност на христијанството како единствена блага вест, што значи зборот Евангелие во овој свет. Исус Христос е вистинит човек, извор е на таа стварност. Се одземели тој извор, ќе пресуши реката на христијанската вера. Ако не бил вистинит човек, Исус Христос не би можел да го заснова христијанството како историска стварност и сила, зашто на бајка, на привидение, на мит не би можела да се надзида огромната зграда на историското христијанство. Зарем простите, неучени, сиромашни галилејски рибари би тргнале по Господа Исуса ако тој не бил реален човек, човечки реален во сите своји дела, мисли, зборови и севкупен живот. И зарем тие во име на привидение и со помош од привидение можеле да го осветлат светот со новата вера? Евангелијата се сосем прости, сосема непосредни во својата историска стварност и реализам. Тие не го докажуваат Исусовото човештво, туку го покажуваат, констатираат, го опишуваат како најобична стварност. Никој од спомнатите во Евангелијата не се посомневал дека Исус е вистинит човек. Тоа е неоспорен факт. Ако не би бил вистински човек, зарем Исус Христос би можел да биде толку привлечна личност за неизборен народ и толку омразено суштество од фарисеите и